Тиквешко негде в некое село, кај в слана тивко венеше цвете, убија дете. Последна солза од око капна, кога на ридот есента стапна. В крви се изми, утрото бело. И кога в зраци челикот светна, последна мисла ко птица летна. Мајка ми сама остана в село. О, детски очи, криевте в себе небесно катче. Славко Јаневски, цветови и добар ден, почитувани гледачи. Стартуваме со црвена линија, која што денес ќе ја посветиме на темата од случувањата во Ваташа 1943 година. Она што ве прашуваме е колку си ја познаваме и почитуваме историјата. На денешен ден, 16 јуни, бугарските окупаторски војници стрелаа 12 младинци од селото Ваташа. Па ве прашуваме и следното. Дали знаете барем едно име од овие 12 младинци кои што загина? Такво е и прашањето на денешната анкета на Инстаграм, па еве сега ќе ви покажам и како изгледа и каде е тоа што треба вие сушност и да гласате. На црвена линија Инстаграм изгледаме вака. Прашањето колку си ја почитуваме историјата. На денешен ден, 16 јуни 1943 година, бугарските окупаторски војници стрелаа 12 младинци во селото Ваташа. Црвена линија ве прашува дали знаете барем едно име од овие 12 македонски херои. Гласате со да и не. А секако се јавувате на 02-307-6677. Не заборавајте, овој пат зборуваме за овие случувања кои што мора да признаеме дека во поранешна Југославија секој ден ова време, еве оние кои што се повозрасни секако паметат, го одбележувавме овој голем историски ден и дури се правеа училишни екскурзии, се полагаат цвеќиња на споменикот. Ако имаме гледач, веднаш ќе стартуваме со гледач. Ако не, тогаш ќе ве подсетиме за овие случувања на малку поинаков начин. Овој трагичен настан од 1943 година опеан од многу пејачи, отпеан во поезија Славко Јаневски, цветови, а еве како звучи кога ќе отпеат Верица и Дати. Тиквешко негде в некое село, кај слана тивко венеше цвете, убија дете. Последна солза од око капна, кога на брегот есента стапна, крви си изми утрото бело. И кога в зраци челикот светна, последна мисла ко птица летна, мајка ми само остана в село. О, детски очи, криевте в себе небесно катче, румено крвје ви течеше в жили, в радост, без почин. Кај око детско натопи земја, город цвет никна, разлиста пролет. Кај крвта врела растопи слана, црвена булка закити поле. Мајската булка и цветот модер миризба молат. Закити друже огнена пушка, па напред појди и други деца брани со гради. Тиквешко негде в некое село, кај слана тивко венеше цвете, убија дете. А сега е време за вас. Вклучуваме веднаш гледач, првиот за ова денешно издание во црвена линија. Добар ден. Добар ден, црвена линија. Ало, добар ден. Добар ден. Секој е добро. Црвена линија. Добар ден. Добар ден, се слушаме, во црвена линија сте. Па јас мислам оти за темата ако може. Оти првата тема не ја слушнав, не ја
Темата е колку си ја дека било ужасно после Еве ја ви ја кажам Втората светска темата. војна, мислам, 43-та. Така, добро. Дека било ужасни војни од бугарските и од германските окупатори. Македонија беше окупирана од Германија. Многу земји како Италија пристапија кон тој пакт. Историјата за историјата. Историјата ја почитувам, например, јас колку се опаметам, турското робство и германската окупација. Многу македонци, комитите наши славни се бореа најпоќе за Македонија во турското робство, а германската војна, партизаните на бивша Југославија од Белград со Скопје живееа како браќа. И во бивша Југославија се сакавме многу. Втората светска војна ќе паметиме, потоа што убиваја деца, дечиња, партизани, убиваја невини луѓе, па крадеа, не опуштешуваја, беше тешко за секој да обстани со бомби, со митролези. Благодарам и што се вклучивте и бевте први во црвена линија. Внимавајте на тајмерот 90 секунди. А сега преминуваме на она што ќе ни го каже следниот гледач во црвена линија. Добар ден. Добар ден, ако сум на линија. Вие сте на линија во црвена линија и ве прашуваме колку си ја почитуваме историјата. Дали знаете барем едно од овие имиња од овие 12 млади? Прво да кажам дека значи од сите кои ќе оспомнам Манчо Матакот и останати, да не ги губам времето поќе, тие значи го дадоа својот живот за денешната слобода за Македонија. Јас сум еден од тие учесниците во времето кога значи се правеше спомен паркот на паднатите борци од Ваташкиот случај, значи и пошто учев тогаш во тоа време во Земјоделско-шумарското училиште и ние учествувавме во уредување и така да со солзи работевме и го дотерувавме да биде колку може поубав, подобар, но солзите не изостана за нивните животи, за нивното дело за кое го положија својот живот. Меѓутоа, цела Македонија крвареше и се бореше за денешната слобода. Само ќе оспорам мојот татко Вељан, кој го положи својот живот за денешната слобода, за ние да живееме слободно. Такви борци, многу борци, значи не жалејќи се себе си, тие сите, значи го положија животот и верувајќи дека денеска ќе имаме подобро утре, дека денеска ќе живееме подобро и ми се чини дека стварно живееме подобро, но ние си го направиме животот да ни е онако како што сега не ни чини. Благодарам многу и драго ни е што се вклучивте, бидејќи сте присуствувале кога се градел и поставувал споменикот во Ваташа. Одиме веднаш со следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Вие сте во црвена линија. Поздрав до вас и до телевизија Телма. Голем поздрав и до вас. Ова тема денески што ја поставивте, во времето до 90-та година ние овој датум 16 јуни 43-та година го славевме на некој начин на 12-те паднати млади борци од Ваташа, каде што многу убаво Слав Пијаненски во свет има опеано сите тие 12 момчиња, од кои Манчо Матакот и јас сум го читал и сум го почитувал. Тие се новините, никулците кои излегоја во Македонија да се борат против фашизмот на германската војска, која што и беше даено на бугарската армија да раководи со овие области овде во Македонија. Тоа е една фашистичка ујдурма која што никој тоа не може да го оправда, затоа што бугарските фашисти направија големи зулуми во Македонија и на некој начин нашите херои кои ги дадовме 23.000 борци донесоа победа, каде што ова денески Македонија, тоа слави скоро 80 години, постои и ќе постои, така да слава му на сите тие 12 паднати момчиња. Благодарам многу. Благодарам многу. Продолжете да се јавувате на 0230766677. А штом тоа го правите, веднаш и ве вклучуваме. Добар ден.
Црвена линија, добар ден. Дали се слушаме? Да. Ако може малку погласно. Црвена линија. Сега, ти кажа. Ало, Да, повелете, црвена линија. јас сум Кавадарци. Так. Тука, ало, Да, ве слушам, продолжете. ме слушате? Сте 12 деца. Еден дете имам мажот ми. Перо виде. Ало, ме слушате? Да, продолжете да зборувате слободно. Да, она ми е мајка. Само не знам сега да кажам. Така, еве... Да, от 12. Ало? Да, продолжете, зборувајте слободно. Ама јас немам мощното нема, тука не ми се добри ми се, па сакам сега да му кажете дека тоа е 12 деца. Едното брак малото, она ми се 70. Не можам повече. Не му повече. Еве ги, всички што ви давам, они се тоа. Тоа е добро. Така. Да. Да. Тоа би било се. Еве и една напомена, прво ќе ви се заблагодарам што се јавивте, доколку еве ви се пренесувани информации од вашите можеби родители, ова го зборам и за повозрастната генерација. И ако имате некои информации од оние кои што некогаш ви раскажувале и биле директно биле дел од случувањата, секако црвена линија денес отворена токму за вас. Добар ден. Добар ден, црвена линија. Намалете го тонот на ТВ приемникот, зборувајте преку слушалка, подобро ќе се слушнеме. Ете, јас се слушам таму. Дали ме слушате? Црвена линија. Добар ден. Добар ден, секој е добро, црвена линија. Да, ние. За да запамтат сите во Македонија, не може со години, со векови ние да бидеме жртви на кого? На комшиите. На комшиите, да. До 13-та година Македонија била, да речеме, целосна и комшиите ја разделиле. Бугарија, Албанија, Грција, Србија, тие станале непријатели. И домашните издајници. Домашните, бугарите стрелале во Ваташа, албанците стрелале и сега. 2000 беше ова, бранителиве се ги стрела. И во Струмица стрела домашните комуњари, што ги викаат, издајници, студентите. И како ние да не си ја почитуваме? Жртви, значи, македонскиот народ, за тоа што си ја сака. Да дојде овде во Македонија и да те убива. Па како може ние да бидеме мирни и да не викаме дека они биле фашисти, бујци и комшиите. Комшиите, па ние знаат дека Македонија била империја со 1500 години со римјаните се борела. 550 години. Благодарам, цениме што се вклучивте во црвена линија. Напомена, внимавајте на тајмерот, да не изгледа дека ве исклучуваме. Да не должам многу, вклучувам веднаш нов гледаш. Добар ден. Добар ден. Јас ве слушам и еве ве прашувам колку си ја почитуваме историјата. Тоа е главното. Кажам, јас сум Дамјан, татко ми е Гоце, имам брат Јордан, имам дедо од Егејска Македонија, исто Јордан. Да живее Македонија, Александар де Грит. А еве штом се јави да прашаме дали на училиште се исклучи. Добро, еве. И оние помлади кои што не гледат може да ни откријат еве како се одбележува овој ден, што учите во учебниците за случувањата од 1943 убиството на 12 младинци во Ваташа.
Добар ден, Црвена линија. Слуша јавноста. Секоја почит, љубов и не заборав за 12-те момчиња од Ваташ. Так. Продолжете, имате... Имаме многу ние историски личности кои треба да ги поставите на тема. Добро. Секако тоа се подразбира. И продолжете така, секогаш ќе се јавуваме затоа што историјата на Македонија, ако не им ја пренесеме на нашите идни генерации, тогаш 5 пари не вредиме, верувајте. Така. Сега дали може да ни кажете колку се почитува историјата? Колку си ја почитуваме? Историјата ќе се почитува ако ние на идните генерации им пренесуваме. Политичарите немаат слух за тоа. Значи, на вистина, верувајте. Така, имате уште време? Или тоа би било се? Еве, ако направи... Само кратко. Да им порачам на нашите политичари да ја почитуваат историјата. Нашите соседи секогаш биле против нас, меѓутоа ние треба да бидеме достојни на она што е наша историја, а не други да не креираат историјата. Како немало во Македонија геноцид, имало, токму од нашите соседи знаете од кој. Така. Благодарам и вам за вклучувањето во Црвена линија. Само ќе подсетам, денес одбележуваат 79 години од овој крвав настан. Одиме веднаш со следниот гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Одлично ве слушам. Па еве. Видете, не ја почитуваме историјата, да ви кажам право. Ако некој каже дека ја почитуваме историјата, тоа е декларативно или лицемерно. Јас ќе ви кажам зошто. Ние од нашиот грб, од нашата историја го избришаме периодот од 41 до понавака. А зошто го до 91? Зошто го избришаме? Избришаме петокраката од грбот. Символот под кој е створена оваа држава. И сега сакам, али пазете, зато многу убаво се повикуваме на антиката, кај што имаме недокажани работи, и се повикуваме на илиденците. Но што се случува со периодот кога е створена оваа држава? Одлуките кои се донесени за да се направи оваа држава, за овој народ има своја држава. Тоа го избришавме. И само го имаме со две реченици во ракотаходите во музејот на македонската борба. На централна позиција ви се ставени крвниците на македонскиот народ, а додека ходите према вецето ќе го видите партизаните и компанијата. Зошто е тоа така? Што е тоа символизира? Значи, погледнете како си ги почитуваме историјата. Ги ставаме партизаните на патот кон вецето. Дали и сега кој ќе се некој почне да се маву гради историјата. Па јас ве прашам, дали ја почитуваме историјата? Зашто дозволи да се избрише петокраката од грбот? Таа не е дел од нашата историја. И тоа баш од светлата историја. Меѓутоа, ние заведени и поведени, правиме глупости, а после се повикуваме историја. Толку е. Благодарам. Цениме што се вклучивте во Црвена линија. Секако еве, кога ќе се вклучите во Црвена линија во оние 90 секунди, не е лошо токму од вас да ги слушнеме имињата на младинците кои што го дадоа својот живот. Бидејќи досега не слушнав ниту едно, има тоа ни прашањето од анкетата и ќе подсетам дека оно што го видовте до мене всушност цртеж од ликовниот уметник Чемерски токму за погубниот ден за 12-те младинци во Ваташа Кавадарци. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Вие сте во Црвена линија. Јас сум дете на моите родители се борци. Така. Што ви раскажува? Во затвор во Бугарија лежеле, оставиле бебе дома и да не идам понатака и ние имаме, како да кажам, директно познавање од историјата што се случувало и во борбата таму додека се водела борбата. Значи, ја мислам дека не се почитува уопште историјата. Значи, ја од моје искуство е, пошто сум дете на борци двајца, значи ја мислам дека историјата не се почитува. Затоа што кога требало тогаш да некој да се бори и да се прави, не прашувале што како, него ајде идеме и сите идеме. И никој не гледал кој што е и како е.
Значи, идеме едноставно. А сега, какво почитување на историјата? Све ни испобришала, све ни испоземала, не прават дека сме, не сакам да кажам некој погрешен збор, дека не ја знаем историјата, дека не знам кој збор да го потребам да не навредам. Значи, толку не умаловажуваат овакво, како да ја почитуваме. Да не почнам да набројувам све што се избриша и направи. Затоа што, пак ќе кажам, значи нашата држава ја водат не македонци за мене. Значи ти ако дозволиш нешто некој, еве од дома, лично, од себе, појди, некој нешто да ти избрише, еве имот да ти избрише или било што сега тоа ми дојде на памет, значи како ќе изреагираш? Какво е тоа почитување? Значи ти не си македонец. Значи не може некој македонец да ми каже дека и вака да не си ја почитува историјата за мене. Благодарам што ја искористивте можноста да го кажете вашето мислење на денешната тема во 90 секунди. Ајде да слушнеме што ќе ни открие следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Браво. Дали се слушаме? Се слушаме. Ако може малку погласнете за мене, повелете. Сега подобре? Подобре, одлично. Треба да се свесни сите жители во ова најзмачена, најспорена и најтероризирана држава во Европа и пошироко. Цела работа е после приватизацијата извршениот финансиски геноцид и покритие на сето тоа е монструмите, криминалците и такви му требаат на тие наши со помош на Западот. Значи, цела работа е од финансиски геноцид. Да станале биле не луѓе, не човек, и станале монструми. Цела работа е заради тоа. Да немаше извршен финансиски геноцид, немаше да биде ова. Не. Гарантирам, во секој народ во Европа, со број на жители со такви комши, се исто ќе беше со такви извршен финансиски геноцид. Исто ќе беше. Дали доволно си ја познаваме историјата? И познаваме и Србија не. Србија е најпозитивна. Многу слабо мислиш. Најверојатно гледачот се исклучи, но како и да е, благодарам за вклучувањето. Одиме веднаш со нов гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден, убаво ве слушам. Ме слушате убаво? Да, убаво, одлично е. Сега, една работа да рачистиме. Штета за оние младенци што загинале, а комшите се прават дека дошле да не ослободуваат нас. Јас потекнувам од Дебрца. Во Дебрца за неколку сати се убиени 80 бугари, бидејќи тука границата била меѓу моето село и другото село Велмеј. Тука бил постој, тука се никој не смел да помени. Старите луѓе кажуваат дека порно врвеле до другата страна кај што биле италијаните, отколку кај што биле бугарите. Му го спрегнале воло на човек, жив човек кажуваше, и го заклале да јадат, нема нешто да јадат, и го истепале човекот, дека му рекол волот ви го заклавте. Вика, бе, брани ме паушејон. Ви викам дека државава во моментот, а и од после 90-та година, се што направиме до 90-та година се срушивте и не се никој да не жали, ние треба да земеме стапи да питаме да се ранат. Фабрики се запустивне. Мојата фирма последна со 2000 полицајци дојдо, ја зедо му е предадено на криминалци. Сакам, ако може, да повикам. Внимавајте на тајмерот 90 секунди за секој гледач. А што се однесува до овој настан, она што е кажано е дека ниту еден злостор во историјата не останал неказнет. Па така е и со овој злостор. По 2 години Народниот суд во тогашната Народна република Македонија ги осудил на смрт главните раководители и учесници во оваа акција. Тоа биле полковник Љубен Апостолов, капетан Борис Жеглов, поручник
Костов и подофицер Петко Опреков. Пред тоа сите тие се предадени тогаш од новата влада на Бугарија на југословенските власти за судење како фашисти. Одиме со следниот гледач. Добар ден, Црвена линија. Добар ден и убав среќен ден вам и на вашата Убав екипа. и среќен ден и вам, секако. Вака, ние сите си ја почитуваме, меѓу тука има и зајници што не издаваат на бугарите. Ние не се плашиме од бугарите. Бугарите не ги ни фервањат, него имаме дома, домашни предавници. Од тие се плашиме ние сине, а не од бугарите. Нас не ни е страх, ние сме се бореле и за нас гинеле луѓе. Тие во Ваташа, па тие младенци, тоа нема да се заборави. Не само Ваташа, сите така се правени. Не го давале, не се жалеле, се го давале својот живот, младоста се ја давале за денешна слобода, ама на кого давале? На издајниците и порано и сега имало. Толку ви благодарам, извини ако сгреших, пријатно. Благодарам, доколку одлучивте да се што имате да кажете биде во 40 секунди и тоа почитуваме. Почитуваме и тоа што имаме веднаш нов гледач. Добар ден, Црвена линија. Се надевам дека се слушаме. Намален ли е тонот на ТВ приемникот? Добар ден. Црвена линија, дали се слушаме? Намалете го тонот на ТВ приемникот, зборувајте преку слушалка. Дали имаме успешна конекција? Добар ден од Црвена линија. Ало? Одлично, еве, се конектиравме, се надевам, се слушаме, повелете. Ништо сакам да кажам нешто околу споменикот таму што е околу тоа дрвото со 12 Спомен костурницата, така. Дали тоа некој друг требаше да може да отидете да го снимите прво? Погласно само ве молам. Значи сакам да кажам таму кај што е споменикот, кај што се стрелани младинциве, има дрво кое што е исечено и има 12 гранки. Исечено? Исечено до негде и после пушта 12 гранки. И сега беше само дрвото што пушта 12 гранки. Мислам дека за емисија требаше да го снимите. Да, голема символика е тоа. Значи сум бил таму, човекот кавадар си ме однел и кај ги 12 гранки самото дрво пушта. Сега не е сечено, сега тука не се сеќам баш дали е подкастрено па пушту или самото тоа 12. Мислевте така, добро. Значи тоа е специфично. Тоа е голема символика. Лично сум бил и сум видел. Дали доволно си ја знаеме историјата? Верувам дека сте од помладата генерација, еве. Не. Зошто е тоа така? Јас сум 64-та роден, од постара може да се речем средна, што знам каква генерација, веќе 58 години. Што да ви кажам? Зошто е тоа така? Што мислите? Може да сме воспитувани во едно време комунистичко, ама меѓутоа ова се вистини кога сега слушнав една претходно каже 90 секунди е времето за излагање. Ете, но оно е најважно дека вие се јавивте и продолжете да не следите за да слушнеме што ќе кажат и останатите гледачи. Сега одиме на Твитер заедницата, по долго време во ова издание не откривме какви коментари издвоивме и ќе започнеме со коментарот на Васкен Терзијан. Вели, на мајка ми сестра од мојата македонска страна, сега на 96 години, е последниот жив сведок на настанот. Фашистите покажале милости и 4 девојки ги оставиле живи. Тогаш тетка ми Невена имала само 17 години. Еве ова нека биде охрабрување оние кои што нели нивните родители, роднини биле директно од тоа време, од тие случувања и што ви пренесувале од таму, ви раскажувале, пренесете го во Црвена линија. Добар ден. Добар ден, дали ме слушате? Одлично, ве слушам, повелете. Вака сега, за настанот во Ваташа, мора да кажам дека и тогашната држава и тогашните наставници не се грижија за тоа да го дознаеме настанот, да дознаеме целата случка. Знам дека како 7 или 8 оделенец бевме на екскурзија. Така е, сите одевме, точно. Да,
бевме во Кавадарци, бевме на гробот на стреланите младинци. Дури и јас ги знаев, да ви кажам право, некои од нивните имења, меѓутоа доста време помина од тогаш, меѓутоа ми остана во сеќавање. Тоа знам дека организаторите на тој настан од страна на бугарските фашисти завршиле како што завршиле, како што вие рековте. Слично се има случено и за настанот на 8 километар, односно во селото Долани, каде се убиени 4 исто така млади луѓе кои биле за системот, односно биле антифашисти, и нивните извршители, нивните убици, така да кажам, од страна на бугарските 90 секунди истекоа. Ве молам додека зборувате, внимавајте на тајмерот. Одиме со следниот гледач веднаш. Добар ден. Добар ден. Секој добро. Скендер од Чајеш, ево. Голем поздрав до вас. Па еве, си ја почитуваме ли историјата? Што ќе кажете? Си ја знаеме ли долу? Секој народ си ја почитува својата историјата. Ако не си ја почитували, до сега нема да обстанат. Него мене ми е, сакав малку да, не да ја свртам, него дали знаете во Крагуевац колку деца се стрелани од германските фашисти? Да, Десанка Максимович го опеа тоа. Не. Знаете ли колку деца во Крагуевац, таму им е забрането на германците да влагаат воопшто, не дали знаете тоа? Јасно ми е тоа, добро. 1000 и колку и кусур деца од гимназија собрани и стрелани. Дали некој им забрани на германците да инвестираат во Германија? Дали ги омалважува за тоа нешто германците? Него ни велат нацистичка Германија и ние да кажеме фашистичка Бугарија и ова што се случи во Ваташа, немојте сега цела Бугарија да ја кривиме, ја не знам. Ма ние не ја кривиме Бугарија, ние прашуваме колку од новите еве конкретно генерации си ја знаат историјата. Дали еве некој можеби знае да каже име од младинците? Па дали знае некој да каже име од тие 1200 срби што деца што загина? Ние прашуваме моментално за историјата на Македонија. Одиме со уште еден гледач пред рекламите. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Црвена линија. Добар ден. Намалете го тонот на ТВ приемникот, затоа не се слушаме. Така, јас се слушам таму како се повторува она што го кажувам овде во студио. Намалете го тонот на ТВ приемникот. Црвена линија, не слушате ли? Добро, и додека гледачот најверојатно ни се исклучи, а одиме со следен гледач да видиме колку ќе имам среќа да се слушнеме. Добар ден. Добар ден. И добар ден од црвена линија. Добар ден, се јавувам од Кавадарци. Одлично. Еве како се одбележува во Кавадарци? Во Кавадарци се одбележува како што заслужува и како што треба да има почит према сите паднати борци од 1941 до 1945 година. Така. Сега, вие имате едно прашање, дали знаете некои од тие кои што погинале, односно били стрелани. Јас имам прв братовче Илчо Димов од Ваташа нормално и ги знам и сите по име, еве пред мене имам и книгата, има издадена книга Пане Джунов, Ристо Джондев, Перо Видев, Илчо Димов, ете вртучет ми, Геразим Матаков, Данко Давков. Перо Видов е и најмладиот, имал само 15 години. Да, Пане Мешков. И сакам и уште нешто да кажам. Кавадарци е еден од градовите во Македонија кој што има, според бројот на жителите, заедно со Ваташа нормално, најмногу
стрелано, убиени. Така да на бугарите никош нема тоа да ми го заборавиме. Нека паметат и нека знаат дека никош за тие барем што имаат погинато во Народно-ослободителната борба, никош нема да го заборавиме. А ние цениме што се вклучивте во Црвена линија. Одиме со реклами. Повторно сте со Црвена линија. Сега е време да ги соопштиме и резултатите од нашата анкета на Инстаграм. Па име нашите инстаграмчи како одговорија на прашањето. Дали знаете барем едно име од овие 12 македонски херои? 80% одговорија со да и 20% одговорија со не. Ете, повторно ме гледа за мене, тука е крајот на ова денешно издание на Црвена линија, секако ќе останете со програмата на Телма телевизија. Јас ве припуштам на прекрасните вокали на дуото Танини. Уживајте!